Благодарам, господине Джафери. Почитуван колега Поцков, ние на матичната комисија имавме вака неколку реплики и мислам дека се дообјаснивме, но сум бил во заблуда. Јас ќе почна таму каде што и вие почнавте со вашата реформска влада, која што за 2 месеци ги, не знам, идеализирала меѓународните односи на Република Македонија и затоа опозицијата била во паника. После вчерашниот ден и националниот празник Илинден, јас не знам кој треба да биде во паника. Дали треба да биде актуелната влада, која што гледаме и со колку луѓе го прослави Илинден и на Мечкин камен, и во Пелинце, и овдејка во Скопје, или опозицијата кога имаше власт, како го прославуваше овој национален празник. Кој е во паника, знаат граѓаните. Не сакам да бидам во ваша кожа пратеник на една ваква позиција која што националниот празник на Мечкин камен го прославува со стотина луѓе, од кои од 80-тина се обезбедување. Нека ви служи на чест. Одеме понатака. За вас капитални инвестиции. Значи капитални инвестиции еве во образованието, од каде што и доаѓам. Се инвестиции во задоволни професори. Па кога последен пат СДСМ ги зголеми платите на професорите, односно личниот доход? Еве ве прашувам, дали знаете кога последен пат професорите и наставниците во Република Македонија добија повисоки плати кога на власт била СДСМ и коалиција, било каква? Велите задоволни родители. Задоволни родители, да, со бесплатен превоз за своите деца, ученици, со бесплатни учебници, со Кембридж програми, наставни програми и учебници. Кога вие тоа сте го овозможиле на вашите сограѓани, еве родителите во Република Македонија. Велите задоволни ученици, да, задоволни ученици, но дали еднаш, кога сте биле власт, сте ги покачиле стипендиите, сте го офатиле поголем број на ученици со ученички стипендии и со ученички кредити. Кога сте ги наградиле најдобрите ученици за освоените награди на државни и на меѓународни надпревари. Треба да имате политички кредибилитет за да зборувате за одредени работи во Република Македонија кога вие сте биле на власт, што сте ги оствариле. Па тогаш граѓаните да ви поверуваат. И јас ви благодарам. 5 минути тука и на нас пратениците и на македонската јавност ни објаснувавте што значи дефиницијата за кратење на буџетски средства. Кратење си е кратење. Толку средства се предвидени, вие предвидувате многу помалку средства и во образование, и во здравство, и во капитални инвестиции. Кога сме кај капиталните инвестиции, колега Поцков, 58 милиони евра кратите за капитални инвестиции. Дали ние имаме кредибилитет да зборуваме за капитални инвестиции? Вие сте пратеник од Гевгелија. Од автопатот, од Скопје до Гевгелија. Колку километри автопат ви имате реконструирано, колку владата на Република, на ВМРО ДПМН кога практицирала власт. 1 километар автопат немате реконструирано. Дури ни овој од Димиркапија до Смоквица не ви е кејф да го пуштите, бидејќи ВМРО ДПМН го изгради и го направи. Ви благодарам.